Ако сте непушач, а сакате да отидете на вечера во некој ресторан или кафеана, газдата ќе мора да ви обезбеди влез кој е целосно одвоен од просторот каде што се пуши. Ова е предвидено со новиот предлог закон за пушење за кој министерот за здравство Алиу објасни дека го има сработено тим на експерти од здравството, а во предвид ги земале забелешките на сите инволвирани страни, како од угостителската, така и од тутунарската индустрија. Една од најголемите, ајде да кажеме, инфраструктурни зафати кои што треба да ги имат сите бизниси кои што се бават со ваков тип на услуги, ќе мора, значи со закон ќе мора да направат влез во самиот угостителски објект кој што е одвоен од просторот кај што се пуши. Целта на новиот закон е да се заштитат граѓаните кои се непушачи, а во исто време да им се одреди место на оние кои што пушат, објаснува Алиу. Според новите предлози, пушење ќе биде дозволено на тераси со најмалку 2 отворени страни или со отворен кров. Во Скопје досега има околу 7000 угостителски објекти и за поголемиот дел од нив е речиси невозможно да обезбедат трет отвор како што првично беше планирано. Например, аголни и така натаму, кои што од едната и од другата страна имате објекти, кои што вие не можете да срушите објект за да имате 3 страни отворени. Ние затоа ставивме во законот да може и кровот да биде отворен и да се третира, бидејќи се докажа дека со третирање и на кровот како една од страните за како отворена, воздухот за неколку секунди исто така се чисти. Предлог законот на 24 март во вторник ќе биде ставен на седница на влада, а до почетокот на мај се очекува да биде процесуиран во собранието. Законот првично беше најавен дека ќе почне да се применува од 1 март, но беше одложен поради реакции и забелешки од граѓаните, угостителите и тутунската индустрија.